Како функционира безбедносниот сектор? Кој ги следи реформите во безбедносниот сектор? Каква е улогата на медиумите и граѓанските организации во создавање поотчетни институции? Програмата за микроквалификација, управување и надзор во безбедносниот сектор е создадена токму за представниците на граѓанскиот сектор и медиумите кои сакаат подобро да ги разберат овие процеси и активно да се вклучат во јавниот дискурс преку активно следење на реформите и управувањето на безбедносниот сектор. Денес, професионалното усовршување не завршува со дипломата. Микроквалификациите денес се повеќе стануваат дел од современиот европски пристап кон образование, професионално усовршување и доживотно учење. Доживотното учење е модерен европски концепт на едуцирање, спаѓа во категоријата на неформално образование. Образование е типично за возрастни. Самиот термин lifelong learning или доживотно учење укажува на фактот дека е едукација и учење во текот на целиот живот. Европскиот заеднички образовен простор овој концепт на образование го познава и го имплементира во скоро националните легислативи на сите земји членки и на земјите кои што се кандидат за членки се разбира, што подразбира дека во законските акти, во подзаконските акти во делот на високото образование, доживотното учење има свое место и простор, вклучувајќи го и нашиот закон за високо образование. Микроквалификациите овозможуваат стекнување конкретни знаења и вештини преку пократки и флексибилни програми, прилагодени на современите професионални потреби и барањата на пазарот. Најчесто се спроведуваат од релевантни професори и експерти од практиката со цел теоретското знаење да се поврзе со реални искуства и предизвици од професионалната средина. Микроквалификацијата или micro-credential програмите произлегуваат од концептот на доживотното учење. Самиот термин овде кажува дека луѓето кои што поминуваат низ процесот на lifelong learning или доживотното учење, поминуваат низ процес на микроквалификација или стекнување на знаења, искуства, вештини и компетенции на микрониво за некоја кратка, програма која што содржински одговара на концептот на курсот кој што е поставен од страна на давателот на програмата, за кој што најчесто се стекнува соодветен број на кредити. Оваа програма се оформи со заеднички напори, предводено од Женевскиот центар ДИКАВ за реформи и управување со безбедносниот сектор, заедно со локалните организации и со локалните медиуми. Како резултат на заедничката соработка се роди иницијатива со која подигањето на нивото на подготвеност на граѓанскиот сектор стана императив. Програмата не настана преку класичен академски пристап, туку постепено се развиваше низ серија на обуки, соработка и практична работа со представници на граѓанските организации и медиумите во рамки на програмата на ДЦАФ за реформи во разузнавачко-безбедносниот сектор. Она што започна како процес на јакнење на капацитетите и обуки за граѓанскиот сектор и медиумите, постепено прерасна во акредитирана академска програма за микроквалификација. Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор, ДЦАФ, го предводеше процесот и развојот на програмата во соработка со Универзитетот Гоце Делчев Штип, медиумите и граѓанскиот сектор. Целта на ДИКАВ е да не ограничи поддршката на поединечни активности и обуки на невладиниот сектор и медиумите, туку поддршката да продолжи понатаму, односно да се создадат одржливи услови и механизми за понатаму да можат идните генерации на невладини организации и медиуми да ги развиваат своите вештини и знања, односно да се создаде платформа моментално в домен на универзитет, каде што понатаму идните генерации ќе може да се доусовршуваат. Безбедносниот сектор е променлива категорија и поради тоа ни беше важно оваа програма да биде развиена во рамките на универзитетот, каде што ќе бидат вклучени представници на невладиниот сектор и медиумите и да ги рефлектира реалните потреби. Идејата беше да се создаде програма што ќе понуди практични знаења и реални перспективи за безбедносните политики, реформите и демократскиот надзор. Темите и модулите беа креирани врз основа на искуства од пракса и актуелни предизвици со кои се соочуваат медиумите, граѓанските организации и младите истражувачи. На овој начин, знаењето, искуството и мрежите создадени низ годините добиваат своја долгорочна и одржлива рамка.
Целта на програмата е да обезбеди подигање на свеста, но и јакнење на капацитетите на граѓанскиот сектор и на медиумите да можат да ја остварат нивната суштинска улога во овозможување на ефективен надзор на реформите во разузнавачко безбедносниот сектор. Преку оваа програма, овој дел од општеството ќе се стекне со капацитет да може да биде вистински наблюдувач, но и коректив во реформите на разузнавачко безбедносниот сектор. Новинарите генерално како фела во Македонија, особено оние кои студираат на универзитетите во насока на описменување медиумско, да бидат новинари во иднина, и оние кои професионално работат и сега, многу малку знаат како да инсистираат на надзор врз безбедносниот сектор. Од тука произлезе и причината, но и темелното изготвување на оваа студиска програма. Оваа програма, самиот наслов управување и надзор во безбедносниот сектор е исклучително актуелна, атрактивна и да не речам потребна како во приватниот, така и во јавниот сектор. Така што Универзитетот Гоце Делчев преку неговиот Центар за доживотно учење заедно со меѓународната организација ДИКАВ препознаат дека постои простор за развој, за едукација и за ширење на оваа програма и овој образовен курикулум што е можно повеќе во поширока категорија и сегменти, значи, од општеството. Демократскиот надзор не е одговорност само на институциите. Медиумите, граѓанските организации и истражувачите имаат важна улога во следењето на реформите, транспарентноста и отчетноста во безбедносниот сектор. Програмата отвора и прашања поврзани со човековите права, родовата перспектива, интегритетот, дигиталната безбедност, сајбер заканите и современите безбедносни предизвици во контекст на НАТО и Европската Унија. Оваа студиска програма навистина нуди детален еден приказ или патека, да речеме по-конкретно, во насока на тоа како новинарите, оние кои планираат студенти да работат во медиумите, како да знаат, да научат како да се прави медиумски надзорот врз безбедносниот сектор. Ако медиумите не се дел од граѓанскиот надзор, односно од овој начин на инсистирање да се биде во чекор со она што го прават безбедносните служби, заштита на човековите права и сите други фактори кои елементи кои се во рамките на овој цел општествен процес, тогаш не би имале и соодветно инсистирање на нивната отчетност и транспарентност. Сметам дека оваа микроквалификацијска програма ќе биде многу поволна за граѓанските организации и граѓанските активисти кои што се занимаваат со човековите права и со правата на жените, односно родовата еднаквост, токму поради тоа што во последно време се повеќе се напушта оној концепт на традиционална безбедност и насоката се менува кон оној концепт на човекова безбедност, односно безбедност на индивидуата, па затоа, бидејќи во рамки на оваа микроквалификацијска програма, ќе бидат застапени модули кои што се однесуваат на пристапот на човековите права, на интегрирање на родовата перспектива во безбедносниот сектор и сметам дека е добро граѓанските организации кои што работат на оваа тематика и граѓанските активисти да ги посетуваат овие модули во рамки на микроквалификацијската програма. Преку оваа микроквалификација може да се стекне сознаење кое што ќе им овозможи во иднина да можат да ги поставуваат своите прашања кои што се од јавен интерес на точно согласно точно надлежностите на одредена безбедносна институција. Дали тоа е МВР, Агенција за разузнавање, Агенција за национална безбедност и слично. Се што е поврзано со безбедносниот сектор, особено во делот на транспарентноста на податоците, пристапот до податоците, каде е границата меѓу она што представува законско собирање и објавување на информации и она што веќе го надминувате, тоа што законот го забранува како такво. Така што мислам дека тука и
невладиниот сектор, знаејќи го нивниот предмет и нивната дејност, а се разбира и новинарскиот сектор и медиумите, дека ќе соберат прилично искуство и знаење за тоа како би можеле да пристапат спрема овие податоци, што би можеле да пишуваат, каде би можеле да прават анализа и истражување во овој сегмент на безбедносниот сектор. И на крај се разбира голема предност и истекнувањето на оној сепак формален сертификат кој што ја заокружува самата микроквалификација издаден од страна сепак на универзитет. Програмата е наменета за представници на граѓански организации, новинари, медиумски работници, истражувачи и студенти по новинарство. Програмата ќе се реализира од професори на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и од експерти од практиката, односно етаблирани представници на граѓанскиот сектор и медиумите кои ја поминале програмата Обука за обучувачи на ДЦАФ. Преку оваа програма, учесниците ќе имаат можност да стекнат нови знаења, практични вештини и пошироко разбирање за безбедносниот сектор, реформските процеси и демократскиот надзор, што представува важен чекор напред кон дополнителна квалификација, професионално усовршување и поактивно учество во јавниот дискурс.